Во оваа верзија на конвенцијата, со соодветно толкување на македонски знаковен јазик, глувите лица ќе можат да се информираат за општите информации на самата конвенција, но и за посебните членови кои се однесуваат на правата на глувите лица и корисниците на знаковен јазик. Како може оваа конвенција да помогне за подобрување на еднаквоста на глувите лица воопшто? Зошто конвенцијата е важна? Што се тоа човекови права и како да ги заштитиме? Што е тоа Обединети нации? Што е Конвенција на Обединетите нации? Кои членови на конвенцијата се посебно значајни за глувите лица? Обединети нации, знак 1, United Nations, знак 2. Историја. По завршувањето на Втората светска војна, Обединетите нации се основани во 1945 година со 51 држава во светот, за да се залагаат заедно за меѓународен мир и безбедност, развивање на пријателски односи меѓу државите и народите, заедничко промовирање на подобар стандард за живот на секаде и еднакво остварување на човековите права ширум светот. Конвенцијата е меѓународен договор кој е донесен од Генералното собрание на Обединетите нации. Државата која ја потпишала и ратификувала има законска обврска да ја спроведува. Конвенцијата ги утврдува правата на лицата со попреченост. Целта на конвенцијата е да се намали нееднаквоста и изедначувањето на правата на лицата со попреченост со другите лица. Во декември 2006 година, Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои конвенцијата, а стапи на сила на 3 мај 2008 година. Од тогаш секоја држава може да ја потпише, што значи дека се сложува со правата споменати во конвенцијата. Ратификација на конвенцијата значи дека државата законски се обврзува да со своите закони ги усвои и гарантира споменатите права и истите да ги спроведе во практика. Република Македонија како редовна членка на Обединетите нации. Конвенцијата за правата на лицата со попреченост ја потпишала на 30 март 2007 година. А Собранието на Република Македонија ја ратификувало на 5 декември 2011 година, со што има законска обврска да ги спроведе обврските кои произлегуваат од конвенцијата преку законодавната и извршната власт. Нашата држава е обврзана да ги преточи правата на лицата со попреченост во реалност и истите да ги штити. Целта на конвенцијата е да ги зајакне, заштити и гарантира правата на сите лица со попреченост, вклучувајќи ги и глувите лица, да уживаат еднакви права, слободи и почит, како и сите други лица. Преамбула. Во воведниот дел од овој документ се даваат основите на кои се потпира конвенцијата, повикувајќи се на многу меѓународни договори и документи поврзани за правата, како што се Општата декларација за човековите права,
Конвенцијата за правото на детето, Меѓународната конвенција за граѓански и политички права, Конвенцијата за елиминација на дискриминација и многу други. Поради тешките услови со кои се соочуваат лицата со попреченост, кои страдаат од разни форми на дискриминација врз основа на раса, пол, јазик, религија, политички и други мислења, национално или социјално потекло или друг статус, се оправдува оваа обемна и интегрална меѓународна конвенција за унапредување и заштита на правата и достоинството на лицата со попреченост. Треба да придонесе за надоместување на длабоката социјална нееднаквост на лицата со попреченост, да го промовира нивното учество во граѓанските, политичките, економските, социјалните и културните сфери во државата, од аспект на правото на детето, правото на семејство, образование, правда и здравство, култура и информации, техничка поддршка, целосна заштита на лицата со попреченост, особено во текот на воени конфликти или елементарни непогоди. Член 1. Цел. Целта на оваа конвенција е унапредување, заштита и обезбедување на целосното и еднакво користење на сите човекови права и основни слободи на лицата со попреченост, како и унапредување на почитувањето на нивното вродено достоинство. Лица со попреченост се оние лица со долготрајни физички, ментални, интелектуални или сетилни нарушувања. Слух, вид, говор и друго, кои може да ги попречат во нивното целосно и ефикасно учество во општеството на еднаква основа како и другите. Член 2. Дефиниции. Комуникација представува сите форми на комуникација со примена на јазици, презентирање на текст, брајова азбука, комуникација со допир, големи букви, пристап на мултимедијалност, како и пишани, аудио, едноставно јазични софтвери, средства и инструменти за комуникација, вклучувајќи и достапна информатичка и комуникацијска технологија. Јазик представува говорни и знаковни јазици и други форми на неговорен јазик. Дискриминација врз основа на попреченост значи правење секаква разлика, исклученост или ограничување врз основа на попреченост во остварувањето на сите човекови права и основни слободи. Овде се вклучени сите форми на дискриминација, како и негирање на разумно прилагодување. Разумно прилагодување значи неопходна и соодветна модификација и прилагодување што е неопходно во одреден случај, не предизвикувајќи непропорционален и несоодветен товар, доколку е неопходно во одреден случај, за да им се обезбеди на лицата со попреченост да ги остваруваат човековите права и основните слободи на еднаква основа со другите. Универзален модел значи модел или производ, средини, програми и услуги за користење од страна на луѓето без потреба од прилагодување или специјализиран модел. Универзален модел не исклучува помагала за одредени групи на лицата со попреченост, доколку се неопходни. Член 3. Основни начела.
За начела на оваа конвенција се подразбираат: почитување на вроденото достоинство, индивидуалната автономност, вклучувајќи и слобода на свој избор и независност на лицата. Не дискриминација. Целосно и ефикасно учество и вклученост во општеството. Почитување на разликите и прифаќање на лицата со попреченост како дел од човековата различност и човештвото. Рамноправни можности. Пристап. Рамноправност меѓу мажите и жените. Почитување на развојните способности на децата со пречки во развојот и почитување на правото на децата со пречки во развојот за зачувување на својот идентитет. Се почитува правото на идентитет и култура и употреба на знаковен јазик на глувите деца. Член 4. Основни обврски. Државата има обврска да обезбеди и промовира целосно остварување на сите човекови права и основни слободи на сите лица со попреченост, без дискриминација врз основа на попреченост. За таа цел државата има обврска да донесе соодветно законодавство, административни и други мерки за спроведување на правата, признати во оваа конвенција, или обврски за измена и укинување на постојните закони, кои представуваат дискриминација на лицата со попреченост. Да носи одлуки во соработката со лицата со попреченост преку нивните репрезентативни организации. Да им обезбеди пристапни информации на лицата со попреченост, различни форми на асистенција, сервиси за поддршка. Член 5. Рамноправност и недискриминација. Државата признава дека сите луѓе се еднакви пред и според законот и имаат право, без било каква дискриминација, на еднаква заштита и еднаква придобивка од законот. Државата забранува секаква дискриминација врз основа на попреченост и им гарантира на лицата со попреченост еднаква и ефикасна законска заштита од дискриминација на секаква основа. Член 6. Жени со попреченост. Се признава дека жените со попреченост се предмет на многукратни дискриминации и да им се обезбедат целосно и еднакво уживање на сите човекови права и основни слободи. Член 7. Деца со пречки во развојот. Државата ги презема сите неопходни мерки за да обезбеди целосно остварување на сите човекови права и основни слободи на децата со пречки во развојот врз еднаква основа со другите деца. Се зема предвид најдобриот интерес на детето. Член 8. Подигнување на свеста. Државата се обврзува да донесе соодветни мерки за подигнување на свеста преку општеството и поттикнување на почитувањето на правата и достоинството на лицата со попреченост. Спречување на предрасудите и штетни практики во однос на лицата со попреченост во сите области од животот.
Промовирање свест за способностите и придонесите на лицата со попреченост. Преку ефикасни кампањи за јавната свест, наменети за почитување на правата на лицата со попреченост и можностите на лицата со попреченост во образовниот систем, на работното место и поттикнување на сите тела на медиумите да ги прикажуваат лицата со попреченост на начин доследен на целите на оваа конвенција. Член 9. Пристапност. Со цел да им се овозможи на лицата со попреченост да живеат независно и да учествуваат во целост во сите аспекти од животот, државата презема мерки да им обезбеди еднаков пристап до просторната околина, транспорт, информации и комуникации, вклучувајќи и до информатичките и комуникацијските технологии и системи, како и до други услуги отворени или обезбедени за јавноста. Државата е должна да спроведе идентификација и елиминација на бариерите за пристап до објекти, патишта, транспортни и други внатрешни и надворешни средства и капацитети, вклучувајќи и училишта, домови, медицински објекти и работни места. Информации, комуникации и други услуги, вклучувајќи и електронски и итни служби. Исто така, државата презема соодветни мерки и за обезбедување, професионални толкувачи на знаковниот јазик, со цел да се поедностави пристапноста во објектите и други капацитети отворени за јавноста. Член 10. Право на живот. Државата потврдува дека секое човечко суштество има вродено право на живот и ги презема сите неопходни мерки за да се обезбеди тоа право за лицата со попреченост. Член 11. Состојба на опасност и хуманитарни итни случаи. Државите согласност со нивните обврски според меѓународното законодавство ќе ги преземат сите неопходни мерки за да обезбедат заштита и безбедност на лицата со попреченост во ситуации на ризик, вклучувајќи ги и ситуациите во вооружен конфликт, хуманитарни итни случаи и појавата на природни катастрофи. Член 12. Еднакво признавање пред законот. Државата потврдува дека лицата со попреченост насекаде имаат право на признавање пред законот. Ги имаат на еднаква основа сите законски права од сите аспекти на животот. Државата да обезбеди еднакво право на лицата со попреченост да поседуваат или наследат сопственост, да ги контролираат своите финансиски работи и да имаат еднаков пристап до банкарски заеми и други форми на финансиско кредитирање. Член 13. Пристап до правда. Државата треба да обезбедува еднаков пристап до правдата за лицата со попреченост, вклучително и преку одредбата за процедурални и соодветни прилагодувања, со цел поедноставување на нивното учество како директни и индиректни учесници и како сведоци во сите законски постапки од самата фаза на истрага и друга прелиминарна фаза. Член 14.
слобода и безбедност на личноста. Државата обезбедува еднаквост за лицата со попреченост, да го уживаат правото на слобода и безбедност на личноста. Попреченоста во ниту еден случај не го оправдува лишувањето од слобода. Член 15. Ослободување од измачување или сурови, нечовечки и понижувачки постапување или казни. Државата на еднаква основа да презема законски или други мерки за да се спречи лицата со попреченост да бидат предмет на измачување или сурови, нечовечки и понижувачки постапување или казни. Член 16. Ослободување од експлоатација, насилство и злоупотреба. Државата да презема соодветни законски, административни, социјални и други мерки за заштита на лицата со попреченост во и надвор од домот од сите форми на експлоатација, насилство и злоупотреба, вклучително и од аспект на пол. Државата да презема мерки за заштита на тие кои биле жртви на секоја форма на злоупотреба и преку обезбедување на заштитни услуги. Член 17. Заштита на интегритетот на личноста. Секое лице со попреченост има право на почитување на неговиот физички и ментален интегритет, неприкосновеност, достоинство, честност. Член 18. Слобода на движење и национална припадност. Државата ги признава правата на лицата со попреченост на слобода на движење, слобода на избор на место на живење и национална припадност. Член 19. Независно живење и вклученост во заедницата. Државата го признава правото на лицата со попреченост да живеат во заедницата по избор како и другите и ќе преземе ефективни и соодветни мерки да го олесни уживањето на лицата со попреченост на своето право и нивно целосно вклучување и учество во заедницата, а особено обезбедува лицата со попреченост да имаат можност на избор на местото на живење, каде и со кого да живеат на еднаква основа со другите и не се обврзани да живеат според одредени организирани услови на живење. Лицата со попреченост да имаат пристап до разновидни домашни, резидентни и други сервиси за поддршка, вклучувајќи и лична асистенција, неопходна за поддршка на живеењето и вклучување во заедницата, и спречување изолација и сегрегација. Сервисите за поддршка за општа популација да се достапни на еднаква основа и за лицата со попреченост и да одговараат на нивните потреби. Член 20. Лична мобилност. Државата презема ефективни мерки за да обезбеди лична мобилност за највисока можна независност на лицата со попреченост, особено преку олеснување на личната мобилност на лицата со попреченост на начин и во време по нивен избор и по пристапна цена.
овозможување пристап до квалитетни помагала за мобилност, уреди, асистивни технологии и форми на помошници и посредници по достапни цени. Член 21. Слобода на изразување и мислење и пристап до информации. Државите потписнички ги преземаат сите соодветни мерки со цел да обезбедат лицата со попреченост да можат да ги остваруваат правото на слобода на изразување и мислење, особено на слободата да бараат, добиваат и доставуваат информации и идеи, како и преку сите форми на комуникација по нивен избор, обезбедување информации за јавноста, достапни за лицата со попреченост, навремено и без дополнителни трошоци во достапен формат и технологии, соодветни на поединечни видови на попреченост. При официјални интеракции се прифаќа и се зајакнува употребата на знаковен јазик и други форми на комуникација по избор на лицата со попреченост. Залагање на приватните правни лица кои обезбедуваат услуги на јавноста, вклучително и преку интернет, да обезбедат информации и услуги во достапни и корисни формати за лицата со попреченост. Поттикнување на масовните медиуми, вклучувајќи ги и оние за обезбедување информации преку интернет, да обезбедат достапност за лицата со попреченост. Признавање и промовирање на користењето на знаковни јазици. Член 22. Почитување на приватноста. Ниту едно лице со попреченост не е предмет на субјективно или незаконско мешање во приватноста, семејството, домот или во друг вид незаконски напад врз репутацијата или честа. Лицата со попреченост имаат право на законска заштита од овие мешања или напади. Државите ја заштитуваат приватноста на личните, здравствените и рехабилитацијските информации на лицата со попреченост. Член 23. Почитување на домот и семејството. Државата презема ефикасни и соодветни мерки за елиминирање на дискриминацијата на лицата со попреченост по однос на брак, семејство, родителство и односи. Да обезбедат на децата со пречки во развојот да имаат еднакви права во однос на семејниот живот. Со цел остварување на овие права и спречување при прикривање, напуштање, запоставување и сегрегација на децата со пречки во развојот, државата се обврзува да обезбеди навремени и обемни информации, услуги и поддршка на децата со пречки во развојот и на нивните семејства. Во ниту еден случај, детето не се одделува од родителите врз основа на попреченост на детето или на еден или двајцата родители. Член 24. Образование. Државата го признава правото на образование на лицата со попреченост. Со цел остварување на ова право без дискриминација и врз основа на еднакви можности, државата обезбедува и право на инклузивно образование на сите нивоа и доживотно учење со разумно прилагодување според индивидуалните потреби во заедницата во која живеат. Државата треба да осигура дека лицата со попреченост ќе ја добијат потребната поддршка во рамките на општиот образовен систем за нивно ефективно образование
ќе преземе мерки за ефективна поддршка за максимален образовен и социјален развој, за целосна инклузија. Глувите лица или глувослепите лица имаат право да се едуцираат на знаковен јазик и да комуницираат на начин што им е достапен. Државата мора да преземе мерки за учење на знаковен јазик и мора да го промовира јазичниот и културниот идентитет на заедницата глуви. Глувите луѓе мора да имаат еднакви можности да учат животни и социјални вештини, со цел да учествуваат целосно и подеднакво во сите општествени сфери. Исто така, државата мора да ангажира наставници, вклучително и наставници со попреченост, кои се квалификувани за употребата на знаковниот јазик или брајово писмо. Професионалците и наставниот кадар кој работи на било кое ниво на образование мора да бидат обучени за правата на лицата со попреченост. Член 25. Здравство. Државата признава дека лицата со попреченост имаат право да уживаат највисоки здравствени стандарди, без дискриминација врз основа на попреченост. Државата ги презема сите соодветни мерки за да обезбеди пристап на лицата со попреченост до здравствените услуги, чувствителни во однос на пол, вклучувајќи и здравствена рехабилитација. Државата да обезбеди механизми за спречување дискриминаторско одбивање на медицинска нега или здравствена услуга врз основа на попреченост. Член 26. Хабилитација и рехабилитација. Државата презема ефикасни и соодветни мерки, вклучително и преку еднаква поддршка, за да им се овозможи на лицата со попреченост да постигнат и одржуваат максимална независност, целосна физичка, ментална, социјална и стручна способност и целосна вклученост и учество во сите аспекти на животот. За таа цел, државата организира, ги зајакнува и опфаќа сеопфатни услуги и програми за хабилитација и рехабилитација, особено во здравството, вработување, образование и социјалните услуги, на начин овие услуги и програми да го промовираат развојот на првични и континуирани обуки за професионалци и персонал, кој работи во службите за хабилитација и рехабилитација. Член 27. Работа и вработување. Државата ги признава правата за работа на лицата со попреченост на еднаква основа со другите. Овде е вклучено правото на можност за заработка за живот преку слободен избор и прифаќање на работа и работна средина која е отворена, инклузивна и прифатлива за лицата со попреченост. Се забранува дискриминација врз основа на попреченост во однос на сите прашања поврзани со формите на вработување, вклучително и условите за стапување во работен однос, најмување и вработување, траењето на вработувањето, унапредување во кариерата и безбедни и здрави услови на работа. Промовирање на можности за самовработување, предприемништво и започнување сопствена дејност. Вработување на лицата со попреченост во јавниот сектор. Промовирање на вработувањето на лицата со попреченост во приватниот сектор преку соодветни мерки, вклучително и афирмативни акциски програми, поттик и други мерки.
Обезбедување разумно прилагодување на работното место според потребите на лицата со попреченост. Член 28. Соодветен стандард на живење и социјална заштита. Државата го признава правото на лицата со попреченост и на нивните семејства за соодветен стандард на живење, вклучувајќи и соодветна исхрана, облека и домување и континуирано подобрување на условите на живење, и ќе преземе соодветни чекори за заштита и промовирање на остварувањето на ова право без дискриминација врз основа на попреченост. Државата го признава правото на лицата со попреченост за социјална заштита и уживање на ова право без дискриминација врз основа на попреченост и ќе ги преземе сите соодветни чекори за заштитна и промовирање на остварувањето на ова право, вклучувајќи ги и мерките за обезбедување еднаков пристап на лицата со попреченост и на нивните семејства кои живеат во состојба на сиромаштија до соодветни и достапни служби, средства и друга помош за нивните потреби, до програми за социјална заштита и за намалување на сиромаштијата, помош од земјата поврзана со попреченост, вклучувајќи и соодветни обуки, советувања, финансиска помош и продолжена нега. Еднаков пристап до програмите за домување, до пензии и програми за пензионирање. Член 29. Учество во политичкиот и јавниот живот. Државата им ги гарантира на лицата со попреченост сите политички права и можности и се обврзува да им обезбеди на лицата со попреченост ефикасно и целосно учество во политичкиот и јавниот живот, непосредно или преку слободно избраните представници, вклучувајќи го и правото и можност на лицата со попреченост да гласаат и да бидат гласани. Меѓу другото преку заштита на правото на лицата со попреченост да гласаат со тајно гласање на изборите и јавните референдуми без закана и да учествуваат на избори, да преземаат должности и извршуваат јавни функции на сите нивоа на раководење, со користење на помошни и нови технологии доколку е соодветно. Гарантирање на слободно изразување на волјата на лицата со попреченост како гласачи и за таа цел, доколку е неопходно на нивно барање, да им се овозможи помош при гласањето од страна на лице по нивен избор. Активно да промовира средина во која лицата со попреченост ќе можат ефикасно и целосно да учествуваат во водењето на јавните работи, без дискриминација и на еднаква основа со другите, и да се поттикнува нивното учество во јавните работи, вклучувајќи учество во невладини организации и издруженија кои се занимаваат со јавниот и политичкиот живот на земјата, како и во активностите и водењето на политичките партии. Основање и пристапување во организации на лицата со попреченост како представници на лицата со попреченост на меѓународно, национално, регионално и локално ниво. Член 30. Учество во културниот живот, рекреација, слободни активности и спорт. Државата го признава правото на лицата со попреченост да учествуваат во културниот живот и ќе ги преземе сите соодветни мерки за да обезбеди услови за лицата со попреченост да имаат еднаков пристап до културолошки материјали во достапни формати, до телевизиски програми, филмови, театарски и други културни активности, пристап до споменици и места од национално културолошко значење, законите за заштита на правата на интелектуална сопственост
подеднакво да важат за лицата со попреченост. Лицата со попреченост да имаат право на признавање и поддршка на нивниот специфичен културен и лингвистички идентитет, вклучително и знаковен јазик и културата на заедницата на глувите лица. Да им се обезбеди на лицата со попреченост еднакво учество во рекреативни, слободни и спортски активности, во интегрирањето во спортските активности на сите нивоа. Да им се обезбедат на лицата со попреченост можности за организирање, унапредување и учество во спортски и рекреативни активности специфични за лица со попреченост. Член 31. Статистики и собирање податоци. Државата се обврзува да собира соодветни информации, вклучувајќи и статистички и истражувачки податоци, со цел јасно да се спроведуваат политиките поврзани со оваа конвенција. Процесот на собирање и обработка на информациите е според законски утврдените заштитни мерки и да се обезбеди доверливост и почитување на приватноста на лицата со попреченост. Член 32. Меѓународна соработка. Државата ја признава важноста од меѓународна соработка и неизино унапредување во поддршката на националните заложби за остварување на целите на оваа конвенција и ќе преземе соодветни и ефикасни мерки. Член 33. Национално спроведување и следење. Државата, во согласност со својот систем на организација, ќе обезбеди национално владино координативно тело за спроведување на конвенцијата, независно тело со цел да ја промовира и заштитува конвенцијата и да го следи незиното спроведување. Граѓанското општество, особено лицата со попреченост и нивните организации, се вклучуваат и во целост учествуваат во процесот на следење на спроведувањето. Член 34. Конвенција за правата на лица со попреченост. Во понатамошните членови од оваа конвенција се утврдени основните меѓународни механизми за конвенцијата да биде промовирана и применлива во државите кои ја потпишале и ја ратификувале конвенцијата. За да биде реално остварена конвенцијата кај државите, се основа Комитет за правата на лицата со попреченост во Обединетите нации, кој има мониторска и советодавна задача. Со членот 34 е утврдена работата, изборот на членовите на комитетот, правилникот за работа и поврзаноста со генералниот секретар и Генералното собрание на Обединетите нации. Член 35. Извештаи на државата. Државата поднесува редовни извештаи за спроведувањето на конвенцијата и за направениот напредок на секој 4 години и по барање на комитетот. Член 36. Разгледување на извештаите. Секој извештај се разгледува од страна на комитетот и се даваат сугестии и општи препораки за кои ќе сметаат дека се соодветни и истите се препраќаат до земјите кориснички.
Комитетот може да побара дополнителни информации од државата потписничка што се релевантни за спроведувањето на оваа конвенција. Секоја земја своите извештаи ги става на располагање на јавноста Член 37. Соработка меѓу државата потписничка и комитетот. Член 38. Односи на комитетот со други тела. Со цел промовирање ефикасно спроведување на оваа конвенција и поттикнување на меѓународната соработка, Комитетот соработува со сите специјализирани агенции и други органи на Обединетите нации. Член 40. Конференција на државите потписнички. Државите потписнички редовно се состануваат на конференција на државите потписнички со цел да ги разгледаат прашањата во однос на спроведувањето на оваа конвенција. Член 41. Депозитар. Генералниот секретар на Обединетите нации е депозитар. Гарантира зачувување на оваа конвенција. Член 42. Потпишување. Оваа конвенција е отворена за потпишување од страна на сите земји и од регионални организации за интеграција во седиштето на Обединетите нации во Њу Јорк од 30 март 2007 година. Член 43. Согласност за обврзување. Конвенцијата подлежи на ратификација од страна на државите кои ја потпишале конвенцијата. Истата е отворена за пристапување од страна на секоја земја или регионална организација за интеграција која што досега не ја потпишала конвенцијата. Член 44. Регионални организации за интеграција. Регионална организација за интеграција значи организација конституирана од страна на суверени земји од одреден регион. Член 45. Стапување во сила. Оваа конвенција стапува во сила кога 20 земји ќе ја ратификуваат. Член 46. Услови. 1. Условите на државата кои не се во согласност со предметот и целта на оваа конвенција не се дозволени. 2. Условите можат да се повлечат во секое време. Оние делови од конвенцијата со кои државата не се согласува, им се овозможува ставање во резерва, но не и главните цели на конвенцијата. Член 47. Измени и дополнувања. Секоја земја да може да предложи измени и дополнувања на оваа конвенција и да ги поднесе до Генералниот секретар на Обединетите нации. Во овој член се регулира предложувањето на измените и дополнувањата на конвенцијата. Член 48. Отстапување, откажување. Земја која е потписничка
може да отстапи од оваа конвенција со писмено известување до Генералниот секретар на Обединетите нации. Член 49. Пристапен формат. Текстот на оваа конвенција ќе биде достапен во пристапен формат. Член 50. Веродостојност на текстот. Арапскиот, кинескиот, англискиот, францускиот, рускиот и шпанскиот текст на оваа конвенција се еднакво веродостојни.